Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово започна со производство новоизградената фабрика за стакло Glassflex. СДСМ со трибина во Гостивар. Насер Зибери порачува државата да ги помага компаниите. Традиционалната галичка свадба годинава заради пандемијата се одложува. 163 нови случаи со COVID-19 во земјава, 16 се од Тетово и Тетовско, додека 8 од Гостивар и околината. Денеска има и 230 оздравени пациенти, како и 8 починати лица. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1794 тестирања, а регистрирани се 163 нови случаи на COVID-19. Во Тетовскиот регион има 16 новозаразени, со што вкупната бројка од почетокот на пандемијата достигна 805, од кои активни се 343 случаи. Во Гостиварско има 8 нови случаи со COVID-19, со што вкупната бројка изнесува 180, а активни се 109. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 230 оздравени пациенти, од кои 45 се од Тетово и 1 од Гостивар. Починати се 8 лица, 6 пациенти од Скопје, 1 од Дебар и 1 пациент од Тетово на возраст од 53 години. Здравствените власти потсетуваат дека мора да научиме да живееме со вирусот и да ги почитуваме мерките. Во последните денови светската статистика говори дека има пикови на новозаразени и починати, и тоа е уште една потврда дека вирусот е тука, ќе остане очигледно подолго време, а ние мора да бидеме подготвени. Мора да го подготвуваме здравствениот систем, да ги почитуваме мерките за лична заштита, да се навикнеме на новата реалност, што значи продолжување на сите нормални активности, но со почитување на мерките за лична заштита. Исто така мора да прифатиме дека оваа реалност можеби ќе трае и подолго од она што првично сите во светот, сите земји го очекува. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 7406. Бројката на оздравени пациенти е 3554, на починати е 359, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3493. Во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово започна со производство новоизградената фабрика Glassflex. Ќе се произведува стакло, а 80% од производот ќе биде наменет за извоз. Во план е во оваа нова фабрика да бидат вработени околу 300 лица, претежно од Полошкиот регион. Министерот за економија Крешник Бектеши, кој беше на отворањето, рече дека состојбата со короната го одложила почетокот на производствениот процес. Уште денеска може да се види дека веќе се стават во функции сите компании што се најавени. Претhodно отпочнува со работа, иако имавме една вонредна состојба што произлезе од пандемијата. Ние како влада сме направиле големи напори за да им излеземе во пресред, да не се стопираат првично гадежните работи во склоп на економските зони, не само во економските зони и надвор од економските зони, за сите тие што користат финансиска подршка врз основа на последниот закон за финансиска подршка на инвестициите, а со тоа секако дека да креираме нови работни места, подобро платени работни места во нашата држава, а исто време нашите компании да ги направиме што поконкурентни и во домашниот, но истовремено и во регионалниот, европскиот и глобалниот пазар. Се работи за фирма со модерна линија за производство на стакло. Јас како Министерство за економија веќе сме добиле апликација и од друга компанија што сака да инвестира тука во економската слободна зона во Тетово. Тоа веќе е во владина процедура. Цела документација е контролирана од страна на
стручните лица во Министерството за економија, но имајќи во предвид дека сме во изборен период и немаме право како влада да носиме такви одлуки, веднаш после 15 јули ќе носиме одлуката и токму во ова економска зона ќе има дополнителна инвестиција која ќе биде германска инвестиција која се занимава со производство на компоненти за автомобилската индустрија. Компанијата Glassflex инвестираше во индустријскиот комплекс за производство на стакло, чија изградба започна во есента 2018 година и заврши кон крајот на 2019 година со вкупна површина која што достигнува до 8500 метри квадратни. Оваа компанија представува еден од најголемите инвеститори во овој регион. Во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово започна со производство на новоизградената фабрика Glassflex, ќе се произведува стакло, а 80% од производот ќе биде наменет за извоз. Ги затворивме сите надворешни прашања. Донесовме храбри одлуки кои ниту една влада не ги донесе во изминативе 3 децении. Одиме напред заедно со народот, кон градење на стабилна држава и стабилна економија, порача председателот на СДСМ Зоран Заев на трибината која коалицијата Можеме ја одржа во Гостивар. Приоритетите во следниот мандат ќе ни бидат инвестиции во инфраструктурата, подобар животен стандард и брз чекор кон евроатлантските структури, кој го започнавме со двете стратешки цели: датум за почеток на преговори и влез во НАТО алијансата, истакна Заев. Но кажувам која е еднината. Сега нема Грција, Бугарија, македонци, албанци, у НАТО. Завршено. Сега треба дома да работиме. Дома, од нас зависи. Пријатели, сите соседи ни се. Цел демократски свет ќе ни помогне. 2,5 милиарди Европа ни отвара пари. 4 милиарди е НАТО буџетот мегдан за нашите компании. Ги имаме сите фронтови пред нас отворено. Сега зависи од нас. И треба да се работи. Треба да се биде економски патриот, што викат моите колеги овде. Денеска, вистински патриот е тој што гради единство. Вистински патриот е тој што ги расте платите на граѓаните. Вистински патриот е тој што ги вработува младите во државата. Вистински патриот е тој што ги пушта парите назад кон граѓаните. Кандидатот за пратеник за 6-та изборна единица од коалицијата Можеме Фаница Николовска истакна дека граѓаните веруваат во нивната опција, која докажала дека за 2,5 години може да се направи голем број позитивни работи за државата, која претходната власт не ги реализирала за една деценија. За само 2,5 години можело да влеземе во НАТО, да ги започнеме преговорите со Европската Унија и да добиеме поддршка од целиот демократски свет. По 11 години грабање и крадење, гледате дека пари имало и за социјална помош, и за повисоки плати, за нови патишта, водоводи, канализации, за нови градинки. Видовте дека може да се биде на власт, а да не се бркаат од работа политичките противници. Видовте дека можете да имате власт со нормални луѓе. Председателот на СДСМ Зоран Заев најави сигурна победа на коалицијата Можеме во 6-та изборна единица, со освојување на двојно повеќе пратенички мандати од ВМРО ДПМН. Сигурен е дека неговата опција ќе освои 61 мандат, но и покрај мнозинството ќе формира влада, како што рече, и со дел од останатите политички партии. Државата мора да помогне компаниите да ги развиваат своите капацитети, со што ќе има повеќе вработување и повеќе приход во буџетот, рече кандидатот за премиер од редовите на ДУИ Насер Зибери, по денешната средба со менаџери на повеќе фирми од регионот и пошироко. Државата мора да создава законска и друга инфраструктура, компаниите да ја искористат таа можност и да ги развиват своите капацитети. Зашто тоа е заеднички интерес, што повеќе компании, што повеќе вработување, толку повеќе приходи во буџетот, толку помал број на невработени и така натака. Се разбира, ги слушнавме и нивните забелешки, нивните проблеми, кои се често пати сериозни. Носителката на листата во 6-та изборна единица од коалицијата Обнова на Македонија, начело со ВМРО ДПМН Дафина Стојановска, заедно со кандидатите за пратеници, денес во Гостивар беа во посета на сладкарскиот еснав во градот. Во денешната агенда од предизборната кампања во 6-та изборна единица на коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, беше посета на сладкарскиот еснав во Гостивар.
Зборувајќи за символиката на зборот Еснав како честност, носителката на листата Дафина Стојановска нагласи дека на денот на гласањето граѓаните треба да направат избор помеѓу Еснавот и криминалот. Седнавме на по една баклава во една од најстарите и најреномираните сладкарници во Гостивар, Рекорд. Газда Абдулјади е еден од вистинските гостиварски еснавџи. Овој збор значи многу за секој вреден гостиварец и приватен стопанственик. Еснавот како збор кај нас значи честност. Јас жалам што изминативе 2 години имавме можност да имаме премиер без Е од Еснав. Што се однесува до Е од европски вредности за кои што велеше дека се неговиот пат, ни останаа само евро за бате и евро за црквата, како и она Е кој што им го порача на македонскиот народ и на сите негови соработници. Затоа, на 15 јули, изборот е помеѓу Еснавот и честност, Еснавот и криминалот, или помеѓу честноста и искривената кичма. Активностите на коалицијата Обнова на Македонија денес во Гостивар продолжија со средба со граѓани во градскиот парк. Вчера попладне пак во Тетово Стојановско оствари средба со бранителите и Издруженијето на воени инвалиди. Оттаму носителката на листата истакна: бегањето од вистината е кукавичлук, а соочувањето со неа е сведоштво за искрени желби и искрен пристап кон сите, па и кон долгогодишните нерешени болни прашања и проблеми. Во Тетово Стојановска се сретна и со просветни и спортски работници, со кои разговараше за делот од изборната програма, кој што се однесува на образованието и спортот. Вистинската обнова на државата треба да почне со промена на менталитетот на сите засегнати страни, учители, родители и ученици, просветните и спортските работници, спортските клубови и индивидуалните спортисти. Преку проектот Обнова ќе ги стимулираме со повисоки плати, инвестиции, субвенции и со подобри услови за работа, рече Стојановска. Демократската партија на албанците во рамки на своите предизборни активности синоќа одржа митинг во Желино. Имам навистина безбеден план, ги знам сите ваши грижи. Во рок од 30 дена ќе го зајакнеме здравствениот систем каде што живеат албанците, порача лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи, синоќа од митингот кој се одржа во Желино. Верувам дека албанците, особено тетовци, ќе ја поддржат казната на нивниот најголем национален измамник, Али Ахмети. Започнавме да одиме напред, не случајно со ова искуство што го имам, со оваа политичка кариера и со ова сознание дека сум се кандидирал во ваше име за позицијата заменик премиер. Имам навистина безбеден план, ги знам сите ваши грижи, живеам меѓу вас и ги посетувам вашите населени места, Желино, Седларево, Мерово, Групчин, Новосело и сите ваши места, и убеден сум дека заедно можеме да се соочиме со ова зло што ни се случи. Точно е како што вели народот, како што рече Бог, и јас да речам дека ова е вистина, но Бог исто така ни даде ум да се бориме против оваа болест. Имам план од 30 дена од позицијата на представник на албанците во владата да се борам против оваа болест за 30 дена, но не со зборови, со дела и со државниот буџет во рок од 30 дена, да го зајакнеме здравствениот систем каде што живеат албанците и ќе ги купам најдобрите тестови за да го тестирам нашето население за да го заштитиме. Подготовка на клиничката болница во Тетово како универзитетски клинички центар, за да можеме да бидеме заштитени како Скопје. На митингот се обратија и другите кандидати за пратеници од ДПА. Караванот на Државната изборна комисија беше и во Тетово и Гостивар. Целокупната нивна кампања е насочена кон пораки за заштита на граѓаните и безбедно гласање на престојните парламентарни избори.
По герила акцијата во Охрид и Струга, караванот на Државната изборна комисија беше и во Тетово и Гостивар. Кампањата "Ти си на ред" на ДИК за престојните предвремени парламентарни избори 2020 изобилува со совети за заштита и превенција на граѓаните од коронавирусот во текот на гласањето. Целокупната кампања е насочена кон пораки за заштита на граѓаните, како што се заштити се себе си и другите и гласај безбедно. На плоштадите во Тетово и Гостивар беа поставени препознатливите големи поставки од големо стаклено ѕвоно и гел за дезинфекција со цел да им се приближат пораките за безбедно гласање до гласачите. Случајните минувачи добија едукативни брошури и флаери со насоки за безбедно гласање. Герила акцијата опфаќа и безбедносна брошура, која што содржи гел за дезинфекција и маска за заштита од коронавирусот, со точни насоки за нивна правилна употреба. ДИК за прв пат ја воведува оваа герила акција, а е и една од првите државни институции која што ги едуцира луѓето во насока за заштита од коронавирусот во својот домен на работа. Државната изборна комисија постави нови стандарди во функционирањето на државните институции во време на коронавирусот. Галичката свадба, која традиционално се одржува за Петровден, годинава поради ковид пандемијата се одложува. Доколку состојбите со заразата се смират, настанот ќе се организира на 26 август на празникот Голема Богородица. Ковид пандемијата ја одложи традиционалната манифестација Галичка свадба. Советот на местната заедница Галичник донесе одлука настанот годинава да не се одржи на Петровден како што беше обичајот досега. Доколку се создадат услови и состојбата со корона се смири, ќе се организира на празникот Голема Богородица на 26 август. Во соопштенијето од местната заедница во врска со одлуката се вели: разговаравме долго, го обезбедивме традиционалното покровителство на свадбата од председателот на државата. Се консултиравме со стручни лица од областа и со Комисијата за заразни болести. Развивме сеопфатен протокол, но свативме дека со оглед на моменталната епидемиолошка состојба, манифестацијата Галичка свадба не треба да се одржи на Петровден. Будно ќе ги следиме состојбите и препораките и се надеваме дека ќе одржиме наскоро. Оваа манифестација низ годините прерасна во голема културно-туристичка атракција, која привлекува домашни и странски посетители. Првата Галичка свадба се одржала 1963 година. Тогаш над 4000 гости одблизу ги виделе свадбарските обичаи на мијаците. По 2 години имало прекин до 1973-та, од кога манифестацијата се одржува редовно. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 73 лица, 29 во Тетово и 44 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози. Во овој период на 54 лица изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 800 лица во Тетово и 130 лица во Гостивар со вакви решенија. Вчера околу 13 часот во СВР Тетово пријавено е дека на нива покрај железничката пруга во Тетово, во атарот на село Порој, непознати сторители со механизација направиле длабок ископ и во него депонирале разновиден градежен и друг отпад, кој потоа бил запален. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот бил целосно локализиран. Увид извршила екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера пак во 10 часот во СВР Тетово пријавено е дека 47 годишникот Тетовска Стримница на нива во атарот на Тетовско село Сиричино, собственост на жител од ова село, од товарно возило истурил по голема количина непозната песоклива материја. Набрзо по пријавувањето извршен е увид и се работи на расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.